Добар ден, еве не денес пред еден од поголемите супермаркети во Гевгелија, каде се приклучувам делот кампањата Мој ДДВ, кој што си го води управата за јавни приходи. Инаку ова е уште еден доказ и за заложбите на владата дека парите назад кон граѓаните, а со повратокот на ДДВ на 15% ДДВ се создаваат услови за враќање на уште една плата кај семејствата. Ова исто така е исто показател на заложбите на владата за функционирање на систем, а токму преку фискализацијата се овозможува и отргнувањето на илегалната сива економија, која што придонесува токму ваквите кампањи за полнење на буџетот, односно фискална дисциплина, а помошта од сето ова оди токму преку граѓаните кои во моментот при нивните купување и барањето на самата фискална сметка се покажува една лојалност кон својата држава. Овој дел исто така со зголемените приходи во буџетот ќе бидат овозможени за други категории, претежно на ова нас што не засега, да кажеме од земјоделството, сите дел од овие приходи секако одат преку враќање преку субвенциите директно кон самите земјоделци, преку националните програми за годишен развој, во инвестицијата во бизнис секторот, а секако дека е ова дел и учеството од европските фондови, односно од ИПАР 2 програмата. Да му се заблагодарам на министерот Трајан денеска што се вклучи во караванот Мој ДДВ овде од Гевгелија. Благодарам и на сите досегашни пријатели на овој проект, градоначалниците Шилегов, Коцевски, Богдановиќ, исто така на министрите Бектеши и Апостоловска и секако и на нашиот амбасадор во спортот Наумче Мојсовски. Можем да кажем дека сме задоволни од реализацијата на овој проект, затоа што враќаме пари назад кај граѓаните. Секојдневно сме во комуникација со граѓаните, ги слушаме нивните сугестии и како да го унапредиме до совршенство овој проект. Податоците се навистина одлични, односно до сега околу 135.000 граѓани во државата ја користат оваа апликација. Скенирани се повеќе од 5 милиони фискални сметки, односно остварен е вкупен промет од 2.768 милиони денари, од кои што ДДВ-то е 298 милиони денари, а тоа значи дека 15% представува 44,8 милиони денари што ќе одат во џебот на граѓаните. Тоа се податоците заклучно со 24 јули. Граѓаните пријавуваат константно неправилности. Лани во овој период се пријавени 52 неправилности за даночни обврзници кои што не издаваат фискални сметки, а исто така во овој период неправилностите достатно се зголемени. Значи граѓаните си ги бараат фискалните сметки сакајќи да си го остварат своето право на поврат. Интересен податок што е навистина за пофалба е тоа дека имаме намалување на сторнирањето на сметките од страна на даночните обврзници, затоа што сега граѓаните си ги бараат сметките да ги скенираат и тие остануваат кај нив, со тоа што не се прави и секако злоупотреба на самиот систем. Апелираме до сите оние даночни обврзници за кои што стигнуваат секојдневно поплаки до управата за јавни приходи, бидејќи не соодействува, односно не може да се скенира нивниот баркод, дека имаат обврска согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања, членот 14, да се ги сервисираат своите фискални каси, затоа што не смее да биде ускратено правото на ниеден граѓанин со цел да си го врати 15% поврат на ДДВ-то. Очекуваме дека и во наредниот период навистина ќе успееме да ја доведеме до максимум успешноста на реализацијата на овој караван и на оваа кампања, односно Мој ДДВ. Утре сме веќе на сосем друга локација. Благодарам.